Добро утро, колеги. Токму така, утрово наша соговорничка е заменик министерката за европски прашања, доцент доктор Викторија Трајков. Министерке, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете гостинка утрово во Македонија наутро. Постојано зборуваме за членство во Европската Унија за нашата држава, но како Европа да ја донесеме дома? Добро утро прво на вашите гледачи. Благодарам многу на поканата. Посакувам во овие празнични денови како да ја донесеме Европа дома со правење на и извршување на сите оние реформи кои што сте планирани со реформската агенда, затоа што Европа за нашите граѓани е асоциација на добро здравство, одлично образование, на среден систем, на држава без корупција, на правосудство кое што функционира и на се она кое што се вика секојдневие да биде средено и да биде функционално за граѓаните. Така што ако ние успееме сите тие реформи кои што ни се планирани, зацртани како нова влада во државата да ги направиме, а ќе успееме, бидејќи имаме навистина зацртан план и визија како се тоа да го направиме, сметам дека ние прво Европа ја носиме дома, а после тоа Европа ќе препознае дека ние сме дел за ово тоа европско семејство. Кои би биле придобивките за Македонија која ќе стане дел од европското семејство? Придобивки има многу, затоа што европскиот пат е единствениот пат по кој што ние како сериозна држава треба да се движиме и тоа е единствената опција која што каде што нашата држава би имала соодветно место каде припаѓа. Кога ме прашуваат што уствари ќе донесе Европа и дали тоа е добро за нашите граѓани, да, е тоа одлична можност за граѓаните, покрај тоа што ние ќе имаме уште поголем достап до европските фондови за различни области во државата. Исто така и образованието ќе добие навистина доста бенефиции, но она што е многу важно е што ние ќе бидеме рамноправна членка, а со тоа значи дека имаме право на глас на сите нивоа. Седнуваме на маса и веќе сме на исто ниво. Мислам дека Европската Унија е големо семејство кое што навистина е еден бенефит за секоја држава, особено за мала економија како што е нашата држава, иако и до сега ние користиме одреден број на фондови и сето тоа кое што нели го нуди Европската Унија, но тогаш повеќе ќе се отворат можностите и секако прозорците за да бидеме дел од таа европска перспектива. Од друга страна, сметам дека членството во Европската Унија на Македонија ќе донесе уште поголема безбедност, иако секако ние сме благодарни што сме веќе членка на НАТО, што е навистина голем успех за нас. Меѓутоа, исто така, кога седите во друштво со големи држави како што се Италија, Германија, Франција и така натаму, вие навистина сте рамноправни во она што ќе го кажете, вие навистина имате една положба за која што би ви завидувале други членки кои што не се нели дел од европското семејство. Така што сума сумарум мислам дека таму ни е местото, навистина ние сме зрели како држава да бидеме дел од Европската Унија. Да, потребни се реформи, особено во правосудниот систем и во борбата против корупцијата, но сето она кое што ние го имаме како програма на новата влада, сметам дека ќе го оствариме и едноставно по дефолт ќе влеземе во Европската Унија. Ги споменавте европските фондови, а ние како земја преговарач со Европската Унија, навистина ни се важни тие фондови. Каква е искористеноста на европските фондови во Македонија? Да, за жал морам да констатирам дека изминатите години воопшто не се внимавало колку ќе се искористат, односно воопшто и можеби многу мал процент се искористувало. Прво има две аспекти зошто е тоа така. Првиот аспект е веројатно политичката волја, не се сакало да се искористат политички фондовите кои што ги дава Европската Унија и некако до крајот на годината отприлика ние ќе треба да вратиме некои 122 милиони евра на Европската комисија, што е навистина голема бројка, особено за мала држава како што е Македонија. Од друга страна, сметам дека можеби има еден дел кој што вели дека ние немаме доволно капацитет да го направиме, што јас не се согласувам, затоа што сите институции имаат администрација и можеби општините се во помал број со администрација кој што може да ги подготвува тие европски проекти, но Министерството за европски прашања стои на располагање во тој домен и сметам дека ние и нашата работа е отворена и транспарентна и може секој да ни се обрати кој што нели застанал во одреден процес на искористување на фондовите. Сметам дека ние треба да се покажеме
во тој домен, не само за инфраструктурните проекти кои што ги предвидува ИПА програмата, туку и за сите оние донаторски, да речам, средства кои што влегуваат во Македонија, без разлика дали тоа се од Европска унија или пак од различни донатори преку проекти, преку меѓународни организации и така натаму. Имаме капацитет, треба само волја за да може да се сработи. Години наназад голем проблем е иселувањето на младите од државата, но тие велат дека работата не е причина за нивно иселување, туку корупцијата, непотизмот во државните институции и други примери. Како да ги задржаме младите дома и како да ја промениме оваа слика на иселување? Јас потполно се согласувам со констатацијата дека младите веќе не заминуваат заради економски причини. Можеби тоа било некаде до 2008, 7, 8, 9 и така натаму. Меѓутоа, кога фаќа една глобална економска криза, се знае дека во земјите кои што ги нарекуваме земји од белиот свет, не е баш така сјајно како што гледаме на филмовите. Се согласувам исто со констатацијата дека навистина младите заминуваат само заради несреден систем во државата и затоа ние решивме како влада пред да дојдеме на функции во нашата програма предвидовме навистина доста мерки за младите луѓе, но она што е многу важно и тоа постојано го потенцираме како раководство е дека борбата против корупцијата и борбата против се она кое што не функционира во системот, ние веќе ја започнавме, со тоа можеме да видиме кој што прати политички емисии, вести и така натаму, може да види дека ние остро одговараме на сите оние, како да кажам, коруптивни и криминални действија кои што се случуваат во држава. Ние го продолжуваме тоа и сметам дека конечно е време да нема веќе поделби на наши и ваши, системот да биде среден, а од друга страна да се знае дека пред законот кој се огрешил мора да се ја одлежи казната. Така што од тоа е во на кое што ние треба да веруваме. Многу малку време сме во влада, меѓутоа имаме навистина волја и јасна визија како се тоа да го направиме. Од друга страна, кога станува збор за младите, во програмата имаме предвидено доста мерки, особено за младите брачни парови, но исто така и за студентите, кои што веќе неколку пати промовиравме мерки во овие 5,5 месеци влада, така што мислам дека продолжуваме да работиме на тоа. Од друга страна, нас и како влада ни одговара младото население да остане во државата, впрочем, ни требаат и по институциите, ни треба и во приватниот, и во јавниот сектор, така што мислам дека ќе се фокусираме особено на младата популација. На чело на владата имаме професор, имаме други професори кои што се среќаваат со млади луѓе, студенти, веќе биле поминати низ таа фаза и точно се детектирани проблемите кои што ги има секој млад човек. И вие и ние, и јас го живееме ова секојдневие и знаеме дека од една обична банална работа, не знам, извадење на извод од матична книга имаш проблем и така натаму, не знам, треба да чекаш 100 денови и сето тоа, затоа процесот на дигитализација е нешто за кое што ние ќе се фокусираме во наредниот период, затоа што сметаме дека еден од таргетите зошто корупцијата е на високо ниво државата е точно тоа што не се дигитализирани јавните институции. За крај на нашиот разговор, богата програма за 2025 година на вашето министерство, што е на врвот на приоритетите? Секако реформската агенда, тоа што постојано го зборуваме, документ во кој што вика дека кога ќе го отворите документот и сакате да го прочитате, ќе видите какви обврски сме превзели ние како држава за исполнување како реформи во поглед на Европа. Така што во врвните приоритети ни е исполнувањето на роковите на реформската агенда, затоа што со тоа и добиваме финансиски надоместок во државата, што навистина ни е потребен, бидејќи сме мала економија со мал буџет, а секоја финансиска инекција нас ни дава и некако позитивен инпут. Така што мислам дека тоа ќе ни биде врвот на приоритетите, меѓутоа има и доста проекти кои што ќе ги работиме со општините, исто така и со младите луѓе во како се вика во регионскиот сектор и така натаму, така што тоа од прилика вака некако ќе се движиме во таа рамка, но она што е многу важно, го споменавме на почетокот, е дека многу е важно Европа да ја донесеме дома, а никако подруго освен со реформи во државата. Господја Трајков, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Македонија на утро. Ви посакуваме успешна работа. Благодарам и вас, убави празници и за убаво само да се гледаме. Колеги, разговаравме со доцент доктор Викторија Трајков, заменик министерка во Министерството за европски прашања. Наша тема беше токму Европската унија и бенефитите од членството на нашата држава во европското семејство. Студио?